Интересно за американскиот председател е тоа што не мора да плаќа кирија, има бесплатен персонал, лимузина и други превозни средства. Платата на председателот на САД е 6 пати повисока од просечната плата во нашата земја. Неговата годишна плата е $400,000, а тој добива $50,000 за трошоци. Сепак, американскиот председател има голем број привилегии. Кога ќе се пензионира, до крајот на животот има право на годишна пензија од $240,000. Цените на златото и понатаму паѓаат откако Доналд Трамп прогласи победа на председателските избори во САД, а инвеститорите изјавија дека неговата политика може да го поттикне економскиот раст. Цената на златото стана пониска за цели 1,6% и изнесува $2,700 за унца. Индексот на доларот, пак, попладнето порасна за 1,9% и изнесува 105,42 поени. На почетокот на ноември златото се продаваше по цена од $2,785 за унца. Инвеститорите ги очекуваат спроведувањето на економските политики на новиот председател кои предвидуваат и пониски даноци, но и одлуката за каматите на Американската централна банка. Според податоците од Институтот за економски истражувања во Хале, во октомври дури 1530 компании во Германија прогласиле банкрот, што представува највисока бројка во изминатите 20 години. Овој висок број на банкроти е резултат на повеќе фактори, вклучувајќи го постојаниот економски пат, зголемените трошоци за плати и енергија, како и долгорочните ефекти од пандемијата. Компаниите со помала финансиска стабилност, кои претходно примале државна помош, биле особено погодени. Представник на институтот објаснил дека овој бран на банкроти е резултат на комбинацијата од континуираната економска слабост и драматичното зголемување на трошоците. Најголеми последици од оваа криза имаат секторите како градежништво, трговија и услуги поврзани со бизнисот. Експериментите со ткиво на црниот дроб планирани за меѓународната вселенска станица можат да обезбедат алтернатива на црн дроб за трансплантација. Досега завршените експерименти покажуваат дека уникатните услови на ниска орбита на Земјата, на оддалеченост од 1900 км од Земјата, ќе им помогнат на ткивата на црниот дроб самостојно да се соберат со подобрена функционалност во споредба со методите базирани на Земјата. Клетките во експериментите се создадени од нормални човечки клетки и репрограмирани да действуваат како ембрионални матични клетки, што значи дека можат да се променат во многу различни типови клетки. Научниците развија приспособен биореактор наречен Tissue Orb, за да ги сместат нивните експериментални ткива, кој го симулира природниот процес на проток на крв во човечките ткива. Експериментот ќе биде изведен на вселенски лет планиран за февруари 2025 година. Со само една година од своето лансирање во јули 2023, Threads, новата социјална платформа на Мета, експлозивно расте, достигнувајќи 275 милиони месечни активни корисници. Оваа бројка, објавена од Мета експертот Адам Мосери, го покажува импресивниот подем на мрежата која беше создадена како алтернатива за корисниците кои го напуштија X, поранешен Twitter, по аквизицијата од Илон Маск. Threads, за само 3 месеци се искачи од 200 милиони активни корисници во август на сегашните 275 милиони, додека платформата дневно регистрира милион нови корисници, според изјавите на Марк Цукерберг на Q3 конференцискиот повик. Со ваквиот раст, Threads брзо станува една од водечките текстуално ориентирани социјални мрежи. Иако напредокот е значаен, платформата се уште се соочува со предизвици во модерацијата, што предизвикува фрустрација кај дел од корисниците. Сепак, со забележливиот раст и зголемениот интерес, Threads се наметнува како сериозна конкуренција и можност за доминација во просторот што X го сметаше за свој.